Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќегодишен йога практикант и сертифициран йога учител. Оваа сесија ќе посветиме на бакасана, една од основните баланси на раце. Таа од практикантот побарува сила во горниот дел од телото, посебно во рацете, силно јадро и способност да се свиткаме нанапред. Ке работиме на сите овие елементи и кон крајот ке се обидеме да ја заземеме положбата бакасана. Започнуваме на грб. Колената се свиткани. Ги приближуваме кон торзото, ги отвораме колковите, ги опфаќаме стапалата од надворешната страна, од надворешниот раб, полека, нежно, притискаме со дланките надолу, наизменично на едната, па на другата страна. Охрабруваме нежно отворање во колковите, го масираме долниот дел од грбот, средниот дел од грбот. Така. Постепено, постепено. Веќе оваа положба има во себе елементи на бакасана. Така, сега ќе задржиме за кратко оваа положба. Влечеме благо со дланките надолу. Работиме на отворање на колковите. Дишаме длабоко. Внимаваме што се случува. Од тука нозете ќе останат горе-долу во истата положба, можеби малку ќе треба да ги собереме. Рацете ги спружаме напред, дланките кон таванот. Така. Вдишуваме тука, издишуваме, се креваме. Колената одат блиску до рамењата, притискаат во надлактиците. Се спуштаме. Повторно вдишуваме, издишуваме, се креваме нагоре, се спуштаме. Нагоре, притискаме со колената во надлактиците, се спуштаме. Уште еднаш. Нагоре, притискаме со дланките, со колената, се спуштаме надолу. Ќе одмориме за момент. Може лево, десно, со колената, чисто да се опуштиме малку. Така, повторно. Во истата положба, Ананда Баласана, Happy Baby, среќно бебе. Притискаме благо со дланките во стапалата. Забележуваме како ја чувствуваме сега оваа положба. Така, повторно, рацете испружени, дланките кон таванот. Сега ќе повториме, но и ќе додадеме елемент. Вдишуваме, издишуваме, се креваме нагоре, пазиме на се она што го рековме во првата репетиција, се спуштаме надолу, нозете се изложуваат, рацете се изложуваат, не ги допираме нозете до подот. Се враќаме, се креваме нагоре, се издолжуваме. Се креваме, притискаме, издолжуваме. Уште неколку пати. Притискаме, издолжуваме, притискаме, се издолжуваме и спуштаме се на подот. Заземаме една мини шавасана. Се
Си даваме мала оддишка, мини одмор, но не премногу долго, продолжуваме понатаму. Ги виткаме колената, нозете се заедно, колената кон градите, ги опфаќаме бутините од задната страна и почнуваме да се луламе назад, напред, назад, напред. Грбот е заоблен. Контролираме, значи не е слободно движење напред-назад, туку со контрола неколку пати. Сега ќе седнеме кон предниот крај на простирката. Си помагаме за да ја заземеме положбата маласана. Во мојот случај стапалата се нанадвор во иста линија со колената. Така, притискам со бутините во лактите и со лактите давам против отпор на бутините. Значи, ова не е пасивна положба, грбот е исправен. Така, уште неколку секунди држиме активни мускули, опуштаме, се заоблуваме, рацете ги спружаме нанапред, куковите се отворат, дишаме длабоко. Уште еднаш ќе повториме. Притискаме со бутините во лактите, даваме отпор со лактите, грбот е исправен, активна положба. Дури имаме и некое благо чувство на подигање. Така, ослободуваме и уште еднашка, се опуштаме нанапред, рацете испружени, грбот заоблен. Дишаме. Така. Полека стапалата ги враќаме во положба да се паралелни едно со друго. Внимателно ги исправаме нозете, погледнуваме нанапред, се исправаме до половина. Може да ги подвиткаме колената, кревајќи се нагоре. Ги испружаме рацете над главата, благо се навалуваме наназад, а потоа ги спуштаме рацете кон торзото. Од тука повторно ќе се спуштиме надолу, рацете ги криваме странично над главата, блага екстензија, се навалуваме наназад, издишуваме, се навалуваме од коковите нанапред, дланките на подот, вдишуваме, се креваме до половина, гледаме нанапред, двете дланки на подот, се виткаме, едната нога, па другата нога назад и се наоѓаме во положбата Сантуланасана. Идеално, телото се наоѓа во една линија, нема пропаѓање во пределот на лопатките, значи имаме чувство на туркање со дланките надолу во подот, нема пропаѓање во коковите, се е тоа силно, компактно, опавчето, имаме чувство дека оди кон петиците. Така, држиме, култивираме сила, ги спуштаме колената и сега ќе се спуштиме до половина и ќе се вратиме назад. До половина со торзото, па после ќе
кренеме назад. Така, полускрек. Лактите ги одржуваме близко до торзото. Вдишуваме, издишуваме, се криваме нагоре. Надолу, нагоре, неколку пати. Торзото останува идеално во една линија. Така, уште еднаш. И се криваме повторно во Адо Мука Шванасана. Можеме да чекориме во место, чисто да се ослободиме малку. Така. Вдишуваме, повторно се придвижуваме нанапред. Сантуланасана. Од тука или ќе ги спуштите колената на подот, па ќе го спуштите и торзото, или во една права линија преку чатуранга дандасана се спуштаме на подот. Од тука ќе си дадеме малку оддишка во буџангасана. Лактите се близко до торзото, градите се отворат, дишеме и се спуштаме надолу. Се оттурнуваме и одмараме уште малку во положбата дете. Така, од тука ја зазимаме положбата на сите 4 или масичка. Најпрвен ќе направиме неколку репетиции на марџаријасана, главата нагоре, градите се отворат, благо влечеме со дланките кон колената. Издишуваме, се заоблуваме. Стомакот оди навнатре, туркаме со дланките нанапред. Вдишуваме, се отвораме, издишуваме, се заоблуваме. Уште еднашка, нагоре, надолу. И сега ќе останеме во ова положба што нарекуваат мачка. Че ќе забележите грбот е заоблен, туркаме со рацете, тоа е многу слично со она што се случува во бакасана. Сега ќе си додадеме дополнителен предизвик и ќе ги кренеме колената. Се друго останува исто. Држиме. Спуштаме. Повторно се отвораме. Вдишувајќи, издишуваме, се заоблуваме во горниот дел од грбот, туркаме со дланките, ги креваме колената. Држиме, но не го држиме здивот. Дишиме. Ги спуштаме колената, уште еднашка горе. Вдишуваме, се отвораме, опавчето исто така нагоре. Издишуваме, се заоблуваме, туркаме со дланките, ги креваме колената. Спуштаме, отвораме чисто да неутрализираме и се спуштаме за момент во дете. Тој момент помина. Така. Сега за следната вежба ќе ни биде потребно кебенце. Ќе ја тргнам јога простирката, за да имам простор. Така. Го местам кебенцето да биде доволно широко, да можам да ги поставам нозете.
Така. Од тука заземам положба Сантуланасана. Повторно. Цело тело е активно. Туркаме со дланките, лопатките работат, се е силно. Вдишуваме, издишуваме, се собираме нанапред. Вдишуваме, издишуваме. Вдишуваме, издишуваме. Вдишуваме, издишуваме, вдишуваме. И пред да се замориме премногу, одмараме. Така, може малце да ги размрдаме рачните зглобови. Така, да ги одмориме, да ги подготвиме за бакасана. Бидејќи тоа е тоа што ќе се обидеме да го направиме следно. Ќе ја вратам простирката во првобитната положба. Кебенцето ќе го тргнам, да не ми пречи. Така, сега ги имаме сите елементи. Отворени колкови, активирани стомачни мускули, активирани мускули во горниот дел од телото, во рацете. Се што ни останува е да ги искомбинираме овие елементи и да ја заземеме положбата бакасана. Стапалата ги поставуваме поблиску едно кон друго. Се исправаме малку. Дланките се поставени во ширина на рамениците. Колената ги поставуваме што е можно поблиску до пазувите. Се предвижуваме нанапред, туркаме силно со рацете во подот, активни абдоминални мускули. Една нога, опа, друга нога. Држиме, се спуштаме. Така. Не е добро кога облеката ви се лизга. Дополнителен предизвик. Ќе се обидеме уште еднашка. Овој пат ќе ги кренам ќе се обидам да ги кренам двете нозе истовремено. Така, сите елементи се во игра. Колената поблиску до пазувите, притискаме со дланките, ги креваме двете стапала, поблиску до задникот, ги спуштаме со контрола, се враќаме назад. Така, сега ќе ви понудам некои алтернативи, односно една алтернатива и уште еднашка ќе ви покажам како да употребите пирниче, макар што тоа е сосема интуитивно, не мора јас да ви покажувам. Како и да е. Ќе ви демонстрирам. Значи, некои инструктори им нудат на своите ученици блокче и го употребуваат на следниот начин. Ги поставуваме стапалата на блокчето. Се друго останува исто, се навалуваме нанапред. Значи, нозете се веќе се кренати. Така. Се што треба да направиме, едно стапало, левата нога протестира, другата стапало. Така. Ќе се обидам двете стапала истовремено. Така. Туркаме во земјата, гледаме нанапред, ги креваме стапалата поблиску до задникот, се враќаме на подот. Јас искрено никогаш ја немам работено бакасана на овој начин,
Меѓутоа сметав дека би било убаво да ви демонстрирам. Така, сега се разбира, некои од нас ќе се плашат што ако паднам, што ако се залепам за земја. За таквите од нас, тука е перничето. Така, јас никогаш немам паднато директно нанапред. Значи ми се случило да се превртам на десно, на лево, на разноразни други начини, меѓутоа директно нанапред никогаш немам паднато. Како и да е. Да видиме како тоа би изгледало. Сите елементи остануваат исти. Така. Колената близко до пазовите. Се криваме нагоре. О, губам контрол. Опс. И тука е перничето да ви даде подршка, односно да ве обезбеди доколку слетате на обратна страна. Така. Така, со ова завршивме со бакасана. Сега малце ќе се опуштиме. Со оглед на тоа дека бакасана самата по себе е положба во која телото се наоѓа во флексија, убаво би било да направиме положба со која што ќе го отвориме предниот дел од телото. Нежно, нежно, неколку пати мост, стапалата под колената, во ширина на карлицата. Вдишуваме, туркаме со стапалата, ги криваме колковите, ги криваме и рацете над главата. Издишуваме, се спуштаме. Вдишуваме нагоре. Издишуваме, се спуштаме. Уште еднаш кај ќе задржиме. Вдишуваме нагоре. Ги испреплетуваме прстите зад задникот. Туркаме со дланките во подот. Ги отвораме градите. Нозете активни, задникот активен. Дишеме длабоко. Внимателно ги ослободуваме прстите. Ги ослободуваме рацете и нежно, нежно ги спуштаме колковите на земја. Од тука ќе испружиме левата нога, десната останува свиткана. Го приближуваме коленото поблиску кон торзото и го спуштаме кон лево, си помагаме со левата рака, гледаме на десно. Десната рака е испружена во висина на рамото. Дишеме. Погледот во центар, нозете во центар. Испружаме десната нога, ја виткаме левата рака во висина на рамото, испружена на лево. Го приближуваме левото колено кон торзото и си помагаме со десната рака да го приближиме кон десно. Гледаме кон левата рака. Дишеме длабоко. Главата во центар, нозете во центар. Уште еднашка го виткаме и десното колено.
Ги носиме двете колена кон торзото. Се правиме во топче, ги опфаќаме стапалата со дланките. Главата кон колената. Вдишуваме, се опуштаме и одмораме во шавасана. Без разлика дали успеавте да ја заземете положбата Бакасана или не, бидете задоволни од она што сте го сториле. Значи, самата работа, самиот пат кон положбата е полезен за вас. Градите, создавате сила во телото, во горниот дел од телото, во рацете, во јадрото. Сето тоа е добро за нас, а дали ќе ја заземете положбата или не, тој не е толку битно. Ако се случи, добро. Ако не, повторно добро. Вие секогаш сте во плюс. Не се оптеретувајте со форми, бидете задоволни самите од себе и полека ќе се случи тоа што треба да се случи. За сите прашања ви стојам на располагање. Коментарите се добре дојдени. Ви благодарам. Намасте.